се ни е дадено, вели светиот апостол Павле, се ми е дозволено, но не ми е се од корист. Современиот начин на живот ни дава можност и јас како генерација од почетокот на 70-тите брзо се развил животот, така да ни било достапно, да речам, можеби не секој денешно зло, но доста од тоа ни беше дозволено. Цигарите беа во тоа време лесно достапни, алкохолот, па веќе тоа време беше кога почнува оние други да движат во меѓу младиот човек. Така велам, се беше достапно и многу луѓе поминаа низ тие кризи, навлегувајќи во водите на алкохолот и во водите на другите, но сепак барајќи некоја смисла на своите животи. Но многумина сватиле дека на време се сватило дека нема лепо тоа и прекинале некој, да жал заглавила. Денешна младина, посебно. Денес до 18 години сите пороци на овој свет ти се достапни. Ако ги поминеш сите ти до твои 18-20 години, било да е тоа сексуални општења, веќе се надживеа на работа на 20 години во денешно време. Алкохол, другите и така натаму, екстази, забави, се и се што, значи се е толку достапно што кога ќе го поминеш сето тоа на 20 години, ти се соочуваш со апсурдот на животот, дека си го промашил твојот живот и дека која ти е смислата понатаму да правиш кога се си пробал и во ништо не си ја нашло таа смисла. Ќе зборувам и од искуство на духовен отец во црквата. Значи многу деца од оние што пораснале во црква, тоа се деца на она моја генерација што сме почнале да дојдат во црква, што се ги гледал како малечки, што се ги крстил, што доаѓале во еден период се отстрануваат од црква, но сега се тоа луѓе веќе по 20-25 години, деца кои веќе го поминале оној период кога требало да пробаат све друго, гледа дека едноставно смислата на животот ја има токму преку црквата кога ќе се вратат пак во неа. Кога ќе дојде со глава да рушиш зид неколку пати, кога ќе видиш дека не е од сето тоа, пробуваш да го решиш проблемот или внатрешно во фамилијата, ако си оставил простор за добра комуникација со родителите, да бидеш искрен, да се признаш, не плашејќи се дека ќе бидеш отфрлен, туку дека ќе бидеш подкрепен во твојот напор да излезеш од сето тоа.